Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за дарувањето крв, односно за функционирањето на Институтот за трансфузиона медицина при Клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Со мене во студиото е директорката на оваа јавна здравствена установа, доктор Емилија Велкова. Добре дојдовте во Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро најдов, добро утро, Александар. Добро утро, драги слушатели, и веднаш еден поздрав до сите крводарители на Република Македонија. Во Здравје прв пат зборуваме во оваа област, на оваа тема дарувањето на крв. Споменав, вие сте директор на јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина. Како функционира установата, значи што представува Институтот за трансфузиона медицина? Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија е практично единствена установа на ниво на Република Македонија. Во неја има 23 трансфузиолошки единици, кои што се сместени во 19 града во Републиката, ширум Републиката, и 3 во Скопје, од кои што Институтот за трансфузиона медицина на Скопје е сместен во Клиничкиот центар Мајка Тереза. Една станица имаме во Чаир и една во Старата градска болница. Така, кога сме кај дарувањето на крв, синоним на трансфузиологијата е дарувањето крв, меѓутоа вие работите и други работи кои подоцна ќе ги објасниме во текот на емисијата. Колку крвни единици 2015 се собрани на ниво на цела Македонија и колку крводарителни акции се планирани оваа година и имало лани? Дали исти е бројот и се прават ли планови и подготовки во пресред на престојната година? Планот за потребни крвни единици според потребите на здравството на Република Македонија, тука се мисли на јавното и на приватното здравство, се некаде околу 55.000 крвни единици, така да 2015 година, заклучно со крај на декември, се собрани 54.708 крвни единици, што е сосема доволно, значи да практично беше доволно да се задовола сите потреби на јавното здравство. Сакам да напоменам дека Институтот за трансфузиона медицина е единствена здравствена установа која што ги спојува здравите луѓе и болните во една единствена установа. Така, споменавте околу 55.000 крвни единици на годишно ниво. И оваа година ли 2016 планирате исто толку крвни единици да се соберат? Колку акции планирате во текот на годината и кои се најпосетени, би рекол, акции со најголем одзив на крводарители? Значи, планот за годишниот план за крводарување се изработува заедно со Црвениот крст. Можам да се пофалам на една одлична соработка во последните неколку години. Акциите кои што се планирани и минатата година беа 1000 и оваа година се негде од 900 до 1000, што значи тоа се мобилни екипи, акции надвор од установите. Инаку тука да напоменам дека крводарителите може да даруваат крв во било која установа за трансфузиона медицина широм Републиката и во дневниот центар Дарежамбас, кој што го отворивме заедно со Црвениот крст во интерес на дарителите, надвор од клиничкиот блок. Акциите кои што се во текот на годината, тие се планираат така да ние имаме 2 до 4 акции дневно, зависно од потребите кои што се планирани во здравството. Тоа е еден план кој што е веќе готов, доставен до Министерството за здравство, и тоа изгледа така да секој ден има за секоја акција точно определено време, кога почнува акцијата, кога завршува, во која установа ќе биде и колку дарители се очекуваат. Односно ние знаеме од прилике со некоја грешка од 10%,
колку дарители би имале на таа акција, затоа што точно имаме еден редослед на број на крводарители, онака како што се потребни во клиниките и приватните установи во текот на годината. Така, кога сме кај бројките и статистиките, често знаеме да прочитаме на социјалните мрежи апели за донирање крв од таа и таа крвна група или итно е потребна крв од таа и таа крвна група. Има ли потреба од вакви апели? Има ли доволно крв во Република Македонија? Еве конкретно крвни единици со кои располага Институтот за трансфузиона медицина да ги покрие сите потреби на јавните и приватните болници во земјава. Сакам да напоменам дека планираните акции се во јавни и приватни работни организации, во средни училишта и факултети, во полиција, каде што имаме околу 90 акции планирано оваа година, во АРМ, каде што се планирани 23 акции, во општините, точно планирани акции по општини. Тука морам да ја пофалам општина Карпош, каде што на една акција собравме 600 во еден ден. Потоа местни заедници и рурални средини, меѓутоа сето ова е точно дефинирано во тој план, акции поврзани со верски датуми, потоа имаме уметници кои што даруваат крв, како што е танец, пратеници кои што даруваат крв, традиционални акции, 26 јули, 13 ноември и така натаму. Тошефан, например, имаме на 25 јануари минатата година прибравме 388 единици на крв. Ова го кажувам само заради тоа, да знаат слушателите дека мислам дека се опфатени сите можни работни организации, општини и останато каде што може да се дарува крв со еден план. 55.000 единици се сосема доволни да се за здравството во Република, да се покријат сите потреби на здравството во Република Македонија. Тука од секоја единица се изработуваат по 3 компоненти, односно од секоја... Да, ќе го објасниме ова постапката, меѓутоа сакав да кажам дека вие да испратите. Има некаде околу 150 вкупно и тоа е сосема доволно. За Македонија, можам да кажам дека е тоа привилегија за Македонија, за доброволни дарители на крв, бидејќи многу малку и многу ретко во Европа и во светот, земјите сами си ги задоволуваат потребите. Тука сакам да им се заблагодарам уште еднаш на крводарителите, на нашите хумани граѓани во Република Македонија и да ги замолам сите граѓани на Република Македонија дека нема потреба од апели на социјални мрежи. Ги молам да се воздржат од вакви апели и кога имаат таква потреба од крв или крвни компоненти, да се обратат до Институтот за трансфузиона медицина, кој работи 24 часа и ќе добијат соодветна информација. Колку за ваша информација, доколку нема одредена крвна група во некој град, нашата установа има своја служба која што ќе го организира тоа за максимум 2 до 3 часа во најдалечното место од Скопје и ќе ја достави таа крв. Тоа е многу побрзо отколку да дадете апел, да дојдат крводарители цел ден, па 24 часа треба минимум за да се испита крвта. Значи, постојано имаме доволни количини, уште еднаш ќе напоменам, и овие апели не ни помагаат. Само ни го пореметуваат добро изработениот план. Па така имаме повеќе во еден период, а потоа истите тие крводарители во другиот период ќе ни фалат. Так, тогаш ќе се јави некој вакуум простор. Но што е, бидејќи често ги следиме, па ќе се навратам социјалните мрежи и овие апели, како доаѓаат луѓето на институтот, доаѓаат или во подрачните служби што ги споменавте, едноставно од каде добиваат информација или ги враќате, им земате крв или како оди таа постапка? Мислите со апелите? Со апелите, да. Па најчесто се трудиме на апелот да одговориме дека имаме доволни количини на крв на истата она социјална мрежа на која што е даден апелот, доколку дојдат дарителите изборот е нивни. Ние ќе им објасниме дека имаме доволно, дека нема потреба. Например, последниот пат бара а позитив, а ние имавме 480 единици само во институтот. Мислам, обично дарителите... Од каде доаѓаат овие апели? Како институтно? Најчесто фамилијата ги пушта. Од страв да не се случи нешто, не дај Боже,
бидејќи во минатото, да бидеме реални, имаше навистина апели токму доаѓа од Институтот за трансфузиона медицина дека има потреба од таа и таа крвна група. Да, во минатото имаше, сега нема, затоа што планот е одличен, викам, изработен. Ние ниту предминатата, ниту минатава година немавме недостаток во ниеден момент од некоја крвна група. Викам, доколку имаме, ние си имаме регистар на дарители и си ги викаме во оној период кога ќе видиме дека ни се на минимум да кажеме резервите, тогаш се договараме и правиме или додатна акција или ги повикуваме дарителите да ни дојдат во заводот, така да се извинувам во институтот, така да не дозволуваме да нема. Фамилиите, знаете како, кога имате болен човек, сите се вознемирени, јас ги разбирам и ќе кажат сега треба крв и прво што им паѓа на памет е веројатно во чекалната да испратат апел. Затоа ги замолувам сите, има телефони, имаме веб страна, на веб страната има секогаш со зелено, значи доколку нема недостаток има од некоја крвна група, тогаш е со црвено обележано. Значи да се јават во институтот, ќе добијат соодветна информација и ние ќе се организираме. Значи, било каде во Македонија. Всушност, да тоа е и вашата професија и вашата дејност. Да, тоа е нашата Да се надеваме дека ќе се намалат што повеќе овие апели на социјалните мрежи и не дај Боже, доколку има навистина потреба, вие јавно ќе упатите апел до граѓаните. Апсолут. Тука ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно со разговорот во студиото на Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во студиото на РСМ е доктор Емилија Велкова, директор на Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија. Доктор Велкова, ги слушнавме прашањето околу апелите, расчистивме дека нема потреба од апели на социјалните мрежи, дека во Македонија има засега доволно количини резерви на крв. Акциите и плановите се испланирани за во текот на 2016 година. Моето следно прашање, како оние кои ја добиваат крвта и нивните најблиски можат да бидат сигурни дека се работи за безбедна крв? Сите крводарители кои што даруваат крв, впрочем знаат дека нивното здравје е пред се сочувано и дека нема никаква опасност од зараза, дека кесите се за една употреба, иглите се за една употреба, се е стерилно и се дел од оној комплет кој што е игла и останати да не ги бројам, се фрла, а кесата останува како стерилна за понатамошна обработка. Тоа е во однос на дарителите, секако го проверуваме нивното здравје, правиме еден општ преглед и анкета и после тоа имаме лабораториски истражувања во смисол на биохемиски анализи на дарителите и понатаму испитувањето во смисол на здравјето на дарителот и во смисол на безбедноста на крвта веќе оди во еден друг правец. Значи, на секоја единица крв се одредува, не на секој дарител, на секоја единица крв, без разлика колку пати дарувал. Еве, од еден дарител, конкретно, колку може крв да се добие? Значи, за колку пациенти би рекол или за... Значи, еден дарител прво може да дарува на секој маж на секој 3 месеци, жена на 4 месеци. Од едно дарување, од една кеса, може да се добијат 3 компоненти. Впрочем, кај нас во институтот добиваме 3 компоненти. Еритроцити, значи црвени крвни зрнца, тоа што го викаат крв. Тромбоцити, тоа се плочки, значи кои што ги даваме на поедини пациенти каде што им се потребни, и плазма. Тоа се 3 компоненти од кои што еден дарител можеме да кажеме дека може да им помогне на 3 пациенти доколку им е тоа потребно.
Значи, да се вратам на тоа како ја контролираме крвта Така, и за колку е безбедноста таа на крвта и сигурна. процесот на... Значи, сигурноста на крвта е во според европските регулативи. Ние во веќе 2 години имаме стандардни оперативни поставки кои што се според сите европски регулативи. Се одредува крвна група, се одредува РХ фактор, значи она да кажеме А позитив, покрај тоа се одредуваат и други крвногрупни антигени кои што се од интерес за пациентите. Исто така присуство на ирегуларни, тоа би се рекло невообичаени антитела во крвта на дарителот кои што може му наштетат на пациентот. Тоа е со најсовремен начин на автоматски апарати, автоаналајзери, кои што не остават простор за грешка, а во план имаме и автоматско приклучување на тие во најблиски днина на тие автоаналајзери кон електронскиот регистар на дарители. Покрај ова, во исто време се почнува со испитување на болести преносливи со крв. Значи, откако ќе се земе крвта, да кажеме, ако акцијата трае до 4, од 4, како се враќаат од терен, така започнуваат овие испитувања и траат некаде околу 24 часа. Значи, се одредува хепатит, ХИВ и сифилис од трансмисивните, од со крв преносливите заболувања според регулативите, нели европски и светски, со апаратура која што се употребува во сите развиени европски земји. Од пред 2 години сме поврзани со Франкфурт за било какви, значи, промени кои што може да настанат во апаратурата и сите оние прашања кои што ги имаме во оваа смисла. Во ноември воведовме бактериолошка контрола за прв пат во Институтот за трансфузионна медицина. Одделот е по сите европски стандарди со посебна апаратура за таа намена и персонал кој што се обучи во Загреб. Досегашните контроли, кои што не се, да кажеме, некоја импозантна бројка, меѓутоа сакам да да слушнат сите слушатели дека покажа одлични резултати на сигурност и немаме докажано никакви бактериолошки загадувања. Како во тој смисол подпрашање само едно, да? Дали до сега се случило да отфрлите крв? Предпоставувам сигурно, меѓутоа некоја помала количина доколку се работи за дарител со некое заразно заболување. Што се случува со таа крв? Апсолутно. Значи, ја отстранувате, предпоставувам. Прво крвта ја отстрануваме веднаш, а дарителот го повикуваме. Значи, ако еднаш ќе излезе позитивно, односно ние викаме реактивно, тогаш уште еднаш се поставува. Доколку, да бидете двојно сигурни, да, така. Доколку имаме две различни методи, доколку, значи, и вториот пат излезе реактивно, тогаш се повикува дарителот, се известува. Значи, откако ќе дојде имаме советувалиште, се повикува во советувалиштето, секако не многу јавно. Значи, дискретно се повикува и му се објаснува дека има некаков проблем. Во советувалиштето му се објаснува, оди на разговор, се зима нов примерок и тој примерок се става на потврден тест. Значи, доколку на потврдниот тест излезе позитивно, понатаму како пациент имаме многу добра собработка со инфективната клиника, се упатува на инфективната клиника. На понатамошен третман. Тука сакам да кажам дека чекам уште еден апарат кој што е веќе значи набавен. Тој апарат е за ирадација на крв. Тој се употребува кај деца и кај имунолошко компрометирани пациенти. Навистина, во однос на сигурноста на крв можам да кажам дека така многу сме напреднале во последните години. Така и крводарителите и граѓаните да бидат безбедни, дека крвта всушност безбедно се зема, се дарува, безбедно се транспортира и безбедно се преработува во институтот. Навистина значени совети. Се надевам дека и во некој од наредното издание на Здравје ќе имаме време. За крај, доколку имате еден апел од вашата институција до крводарителите? Имам апел до крводарителите дека јас да им се заблагодарам прво на крводарителите за нивната хуманост. Можам да кажам дека Република Македонија има повеќе крводарители отколку што е потребно, така да ние одиме на едно повисоко ниво на дарување и сме веќе во постапка на изработка на регистри за дарување, односно аферезно дарување само на тромбоцити или само на плазма, што секаде во светот представува едно повисоко ниво од
повисок вид на дарување од само Еден чекор полна напред крв. во медицината. Ви благодарам. А Македонија го следи овој чекор. Ви благодарам уште еднаш на вас за гостувањето во Здравје и за споделените информации со нашите слушатели. Секако во блиски днина ќе ви имаме повторно со нови теми и нови информации од институтот. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме петок, 15 јануари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.